За иселениците и проблемите со кои се соочуваат во дијаспората разговараме со директорот на Агенцијата за иселеништво, господин Васил Наумов, кој е наш гостин во студиото на телевизија Нова. Добре дојдовте и официјално. Добро ме нашол, благодарам за поканата. Јас би започнала со тоа, со какви проблеми воопшто се соочуваат нашите во дијаспората? Нашите во дијаспората најчесто се соочуваат со секојдневни проблеми, меѓутоа проблемите во доменот за кој што е надлежна Агенцијата за иселеништво се соочуваат со напорите во чување и негување на македонскиот јазик како столб на македонскиот идентитет и чување и негување на македонската култура. И најголем дел од обраќањата на македонските иселеници до Агенцијата за иселеништво се однесуваат токму во оваа сфера, во делот на чување и негување на македонскиот јазик, бараат да им помогнеме со испраќање на учебници, бараат да помогнеме во одредени средини да се испратат наставници. Сето тоа, значи, спаѓа во доменот на чување и негување јазикот, исто така во доменот на чување и негувањето на македонската култура, посебно македонскиот фолклор, македонските обичаи, традициите, иселениците најчесто бараат од нас помош од Агенцијата за иселеништво и од Република Македонија во смисла на испраќање на кореографии за изучување на македонските танци, но не помал е интересот нивни и за тоа да им помогнеме во представувањето на достигнувањата, во тоа како македонските иселеници преку нивните културно-уметнички друштва, преку нивните асоцијации во областа на културата, ја чуваат и негуваат македонската култура и нивното представување овде во Република Македонија пред граѓаните на Република Македонија. Па во таа смисла ние преземаме повеќе напори. Исто така не помодел е бројот на барање на иселениците да им помогнеме во разрешувањето на некои други проблеми како што се возачки дозволи, како што се пензиско осигурување, остварување на пензиски права, но исто така и стекнување со македонско државјанство, огромен број на барања, прашања имаме и во таа сфера, а не помал е бројот и на иселениците кои се заинтересирани за олеснување на процесот на пристапување кон гласање на македонските иселеници и многу често имаме барања во таа смисла од иселениците. Така. На кој начин Агенцијата за иселеништво ги поддржува нашите иселеници во дијаспората во зајакнување и зачувување пред се на идентитетот? Значи, нашите напори се насочени пред се кон чување и негување на идентитетот на македонските иселеници. Во таа смисла ние преземаме повеќе активности, БСДУЛ како една од поважните активности, организирање на годишна конференција на иселеничките организации овде во Република Македонија, на која што ги повикуваме представниците на сите иселенички организации. Имаме прилично голем одзив на иселениците, каде што дебатираме, дискутираме за сите теми кои што се од интерес за македонските иселеници, а пред се дискутираме за начинот на чување, негување на македонскиот јазик и македонската култура. Тоа се тие идентитетски теми со кои што секогаш ја отвараме оваа конференција. Се обидуваме на секоја годишна конференција да и пристапиме на овие теми, на оваа идентитетска тема од различни агли. При тоа имаме можност да ги слушнеме иселениците преку нивните представниците на иселеничките организации за проблемите со кои се соочуваат. Имаме можност да слушнеме онив како го чуваат, негуваат македонскиот јазик, македонската култура, но во исто време тука на овие годишни конференции се присутни и представници од државните органи, министерствата кои што се надлежни исто така во оваа сфера, во сферата на културата, од Министерството за култура, во сферата на образованието, од Министерството за образование, Бирото секако за македонски јазик, Бирото за учебници, така да се на овој начин и представниците на државните органи имаат можност непосредно да се запознаат со барањата на македонските иселеници. Значи, ова е едниот сегмент, ова годишна конференција која што се одржува секоја година. Исто така Агенцијата за иселеништво во континуитет се обидува да ги следи барањата на иселениците во делот на печатење и издавање на книги напишани на македонски јазик од македонски иселеници, било да е тоа во сферата на литерарната сфера, значи било да е во сферата на науката. Главниот критериум е да овие книги бидат напишани на македонски јазик и тоа е еден начин како да ги поттикнеме македонските иселеници да творат на македонски јазик. Овие книги подоцна ние ги проследуваме до
македонските иселенички организации, до македонските иселеници, со цел да ги поттикнеме и другите да затворат на македонски јазик. Не помалку значајно е значи издавањето на 2 учебника за изучување на македонскиот јазик, наменети за најмладите, и тоа македонски јазик прва и втора фаза, кои што ги изработија наставници по македонски јазик во иселеништво, а ги отпечати и ги издаде Агенцијата за иселеништво и ги испраќа до сите наставници, училишта и сите средини каде што има потреба до изучување на македонскиот јазик. Во делот на чување и негување на македонскиот јазик, исто така секоја година, веќе 10 години поред, одржуваме летна школа за македонски јазик во Охрид, наменета за децата на најмладите, значи за најмладите иселеници, децата на македонските иселеници, каде што главната цел е во текот на таа една недела да се разбуди интересот на овие најмлади за продлабочување на познавањето на македонскиот јазик. Некои од нив знаат помалку, некои солидно, некои воопшто не го познаваат јазикот, но тоа е како една иницијална каписла како да се поттикне понатаму нивниот интерес и за македонскиот јазик, и за македонската култура, но и да се унапредат врските помеѓу самите македонски најмлади иселеници, бидејќи овде имаме деца кои доаѓаат од сите средини, од сите континенти, а секако и да се дружат со нивните врсници овде во Македонија и да се запознаат и современата Македонија, но и со културно-историското наследство на Македонија. И кога ги споменавте најмладите, задоволува ли нивното познавање на македонскиот јазик, на македонскиот фолклор, традиција, затоа што тие се веќе родени нели во странство? Да, младите се најмногу изложени на асимилацијата во средината во средините во кои што живеат и затоа токму ние како државен орган, значи Агенцијата за иселеништво и другите државни органи во оваа сфера, но и самите иселенички организации се обидуваме и правиме напори најмногу да најмладите генерации македонци го научат, го запознаат својот македонски јазик, а се со цел да на тој начин го задржат идентитетот, бидејќи јазикот е столбот на идентитетот. Ние заедно со иселеничките организации, кажав, правиме напори во сите средини. Република Македонија како држава испраќа наставници по македонски јазик во многу средини, меѓутоа претежно во Европа, во прекуокеанските земји, и тоа Австралија, Канада и САД, иселениците сами го организираат изучувањето на македонскиот јазик. Тука сме ние од Агенцијата за иселеништво да им помогнеме со учебници. Значи, процесот на изучување на македонскиот јазик и на поттикнување на иселениците воопшто не е едноставен. Подразбира многу активности, меѓу кои што изучување сега на македонскиот јазик по пат на учење преку интернет. Значи ги користиме сите современи методи кои ни стојат на располагање да ги поттикнеме македонските иселеници и впрочем мораме тоа да го правиме затоа што доколку не го зачуваме јазикот кај најмладите македонски иселеници, тогаш ако не првата, тогаш втора, трета генерација ќе биде изгубена за нас, за Република Македонија, бидејќи ќе го изгубат идентитетот, затоа што јазикот е столбот, клучот на идентитетот и ние можеме да зборуваме за македонски идентитет се до тогаш додека тие луѓе го говорат македонскиот јазик и ја пренесуваат македонската култура, традиции и обичаи, бидејќи јазикот е клучот преку кој што се пренесуваат сите тие културни вредности, целата таа една матрица која што подразбира идентитет. Господине Наумов, не можеме да ја заобиколиме актуелната политичка ситуација, затоа што и самите граѓани кои се дел, или барем дел од нив во диаспората, се вклучија кон активностите на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Имавме можност да ги погледнеме од различни делови на светот и нивната поддршка. Каков е ставот генерално на диаспората? Од тоа што мене ми е познато од секојдневната комуникација со иселеници и иселенички организации, мислам дека македонските иселеници, барем оној дел од македонските иселеници кои што се етнички македонци и припадници на останатите етнички заедници од Македонија со исклучок на албанската етничка заедница. Од тоа што ми е познато, значи не сум слушнал ниту еден иселеник да ја поддржува така наречената тиранска платформа или изјава или декларација, како сакат нека ја наречат. Можете да видите, сведоци се и гледачите од сите протести кои се организираат по светот од страна на македонските иселеници, дека сите македонски иселеници, или барем би кажал 99% од македонските иселеници,
поддржуваат унитарна Македонија, Македонија во која што македонскиот јазик ќе продолжи да биде она што е кохезивниот фактор, фактор на обединување во оваа држава. И не само што не се согласуваат со оваа тиранска платформа, туку потполно им е јасно кон што води имплементирањето на оваа тиранска платформа и решенијата предвидени во истата, дека во крајна линија тоа ќе значи федерализација на Македонија и евентуално распад како што поранешната заедничка држава Југославија се распадна и исто така ќе одведе оваа тиранска платформа до подела на Македонија. Ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова. Ви благодарам уште еднаш за поканата. Беше тоа господин Васил Наумов, директор на Агенцијата за иселеништво. Продолжуваме за кратко со вестите од светот.